Јас сум Мартин Ампов, доаѓам од Виница, тренер сум на генерација 2003-2004, слога 1934 Вардар. Ние се надпреваруваме веќе едно 6-7 месеци во Вардар јуниор лигата. До сега имаме постигнато добри резултати, каде што и тренерите од Вардар ни кажа дека веќе забележаа 3-4 деца кои можеби во наредниот период ќе се придружат во Вардар, во поголемиот клуб. Сакам да кажам дека сме доста задоволни досега од проектот во кој што сме вклучени. Имаме добиено опрема за секое дете, сега добивме и топки, маркери, тие работи кои се ни потребни за работа. Ние сме доедени овдека да ги пратиме младите таленти од други градови, со тоа што секогаш има некое дете ново да се види. Имаме одлична соработка со филиалите на Вардар од другите градови и секоја недела ќе се оди во различен град, значи ќе бидат тие домакини другите филиали на Вардар. Значи Виница, Охрид може да отидеме другата недела. Така да ние сме спремни на секаква соработка со тие новите филиали на Вардар. Земавме голманче од Куманово, значи, кој е 2000-то годиште и доста сме задоволни од него. Имаме исто, бараме уште едно голман треба да се приклучи, 2005-то годиште. По Скопје има доста, земавме исто од кај Форца имаме еден голман земено. 2007 годиште, така да имаме одлична соработка и ова е одлична замисла на управата на ФК Вардар со оваа организација на јуниор лигата. Јас се викам Марко Николовски, тренирам 5 години и најомилен играч ми е Нејмар. Јас сум Дамјан Крсевски, тренирам 6 години и најомилен играч ми е Меси. Јас сум Давид Голубов, тренирам 4 години во Вардар и најомилен играч ми е Меси. Јас сум Стефан Колевски, тренирам 1 година. Најмил играч ми е Кристијано Роналдо. Здраво, јас сум Даниел Ордевски и тренирам 4 години и омилен играч ми е Кристијано Роналдо.
Ние почнавме да склучиме некоја соработка со Вардар. Мислам дека тоа е добро за дејчињата. Скоро еден месец како сме приклучени, игравме на еден турнир во Скопје, сега и тука. Така да дејчињата мислам дека имаат малку поквалитетни надпревари, па веќе и мислам дека 2-3 дејчиња више се препознаени од скаутите на ФК Вардар. Така, какво значење има ова за вашиот клуб? Па вака, кога се работи за дечиња, ние знаеме пред се прво ставаме акцент на дисциплината и на дружбата. После ставаме на резултатите и на фудбалот, така да пред се мислам дека овие дечиња од Пробиште се запознаат со дечињата од Охрид, од Скопје, од Велес, така пред се ставам на дружбата. Колку време сте тренер и колку дечиња се вклучени во фудбалскиот клуб? Па вака, во академијата на фудбалскиот клуб Рудар од јуниор од Пробиштип, веќе јас работам негде околу 5 години, така да имаме неколку 90 дечиња. Се надпреваруваме во Источната лига при ФФМ, сега се вклучивме и во оваа лига, така да сега имаат можност сите дечиња да играат подеднакво и мислам дека сме на прав пат да воспоставиме на дечињата една добра дружба. Сепак потенцирам пак за дружбата. Јас сум Филип Глигоровски, тренирам 2 години, ние имам 8 години и играм позиција напаѓач. Јас сум Мате Трајчев, имам 10 години, тренирам 2 и сум на позиција средина. Јас сум Јован Зариски, имам 11 години и сум 5 одделение. Тренирам околу 3 години и играм дефанзивен играч. Јас сум Павел Петровски, сум голман, играм во ФК Рудар Јуниор и имам 10 години и тоа. На позиција голман? Да. Фудбалски клуб Малаекс Вардар од Штип. Клубот наш составен некаде околу од 120-130 дечиња. Успешно работиме. Веќе 2 години, скоро 2 години се со Вардар. Во една заедница каде што многу деца се под надзор на Вардар веќе. Значи одбрани се неколку деца од сите генерации. Имаме се надпреваруваме овде денеска како домакини на ова дружење на сите екипи. Овде се Рудар од Пробиштип, фудбалскиот клуб од Вардар и нашиот клуб Малаекс. Задоволни сме од организацијата, дечките се супер и мислам дека дружењето меѓу децата е најбитното и најважното нешто на ова собирање овде.
овој проект е особено значен не само за дечињата од Скопје, туку и за дечињата од другите градови од Републиката. Има огромен социјален карактер, секако привлекува огромно внимание, што и беше наша најголема цел пред да го започнеме со реализација на овој проект. Запишани се огромен дел на дечиња во новите наши школи, така да очекуваме и понатака да приклучуваме нови регионални единици и овој проект да земе се поголем замав низ Републиката. Има ли таленти? Има, секако дека има, веќе едно сигурно 8-9 дечиња од останатите регионални единици на ФК Вардар што се од внатрешноста на Македонија ги приклучивме кон матичната единица, како и од нашите регионални школи од Скопје.